24 анализа, добро вечер. Јас сум Гоце Михајловски, а мои гости вечерва во студиото се главниот и одговорен уредник на порталот Плюс Инфо и весникот Слободен печат Бранко Геровски и председателот на Либералната партија Иван Величковски. Добро вечер на двајцата. Предвидено беше тема на емисијата во фокусот да биде денешната одлука на СДСМ да се врати во собранието, меѓутоа вечерва судот донесе одлука која значајно веројатно ќе промени политичката ситуација, па ќе почнеме со тоа. Господине Геровски, судот пред околу час и половина објави соопштение во кое објави дека сите докази кои беа објавени од СДСМ преку така наречените бомби, што се однесува и до разговорите и до транскриптите, се незаконски прибавени и не можат да се користат како доказ во евентуална судска постапка. Доказите се задржани во судот и веројатно нема да може ни да се објавуваат. Како гледате на ова ново настаната ситуација? Тоа е значаен момент, нов момент, на некој начин изненадувачки. Јас за ова одлука разбрав во текот на попладнево. Таа одлука значи дека специјалниот обвинител веројатно веќе не е потребен или евентуално ако е воопшто возможно се придвижи преговарачкиот процес во некоја нова фаза па да се дојде до некаков специјален суд, што мислам дека не е близко до реалноста и до можното. Ова практично значи сериозно дерогирање и на некој начин пропаст на договорот во Пржино. Јас пред некој ден напишав дека власта ќе стори се да договорот од Пржино стане не тоалетна хартија, туку буквално употребена тоалетна хартија, која со употребена тоалетна хартија се прави само едно, нели се фрла во шолје, се пушта вода. За жал, мислам дека целокупниот процес, целокупниот напор во кој беше вложен и кредибилитетот на некој начин на најмоќната опозицијска партија во овој момент со ова одлука пропаѓа и мислам дека процесот нема да запре тука. Очекувам и сите други позначени одредби од овој договор кои се всушност чинат на конзистентна политичка иницијатива, акција за промени во Македонија, мислам дека ќе биде направено да бидат на ист ваков начин безобразен, пиратски, не знам, дерогирани. Судот се повикува на правни основи, се повикува на закон. Побарало објаснување од јавното обвинителство, им кажале дека нема налог за прислушување на луѓето што ги слушавме во снимките и затоа се незаконски прибавени. Колку ова правна основа може да биде оправдување? Не сум правник, мислам дека правниците сериозно ќе оспорат таа правна основа, бидејќи во соопштението на судот стои дека постои еден краток рок на касациона жалбена постапка, да. Но треба се подсетиме на суштината на оној договор кој ја не го милувам премногу, но тој значеше или требаше значи почеток на решавање на македонската политичка криза која трае веќе 2 години, 3 години. Значи, поентата беше во тоа да дојдеме до сериозни политички промени, а една од тие промени беше да се влезе во сериозна битка со политичката корупција. Ако тоа го немаме, ако немаме промени сериозни во изборниот систем, ако немаме гаранции за фер избори, ако ги немаме сите оние други промени кои беа таксативно набројани во европскиот извештај на ПРИБ и така натаму, тогаш ние немаме договор од Пржино. Тој договор не беше смислен за тоа само да се врати во парламентот и целата приказна наврши преку ноќ. Можно е да, како да кажам, да се разговара со некакви специјални правни аргументи, но тоа беше ситуацијата и претходно. Тоа е ситуацијата со процесот Пуч и ако се вратиме на таа приказна, тогаш тука сме каде што бевме на почетокот. И на почетокот Глиевски велеше ќе имаме правна разврска на случаите, еве како изгледа таа правна разврска на случаите, и ќе имаме политичка разврска на тој начин што опозицијата ќе се врати во парламентот. Еве опозицијата се врати во парламентот. Прашањето логично се поставува. Дали борбата беше за ова? Лично мислам дека никакви правни или параправни аргументи не може да го оправдаат. Нема да може специјалниот обвинител доколку се избере да најде некакви поинакви докази, бидејќи очигледно овие
се да речеме незаконски прибавени. Пример, ако имало криминал, веројатно има и други докази материјални. Знаете, колега, ние бомбите ги слушавме со месеци, со недели. 2-3 месеци, колку беа, колку трае точно. Ние сите го слушавме гласот на премиерот, гласот на министрите, гласовите на луѓето кои ги познаме. Никој јавно не оспори дека тоа не се тие луѓе, дека она што се зборува во тие аудио снимки не е навистина кажано. Имаше теории сечење, лепење, монтирање и така натаму, меѓутоа де факто збориме за една фактичка состојба која укажа, и тоа е навистина нов квалитет во придонесе за прилично сериозна промена во политичката ситуација во земјата, бидејќи ние сите знаевме, нели, дека во Македонија владее криминал и корупција и така натаму, но до моментот дека вистина тоа не го слушаме со сопствените уши, не беше исто. Не беше исто. И сега многу е тешко, многу е, како да кажам, глупаво да на луѓето им објаснувате, а она што го слушнавте, не го слушнавте, ова не постои, постои една идеална ситуација, правна, нели, во која практично специјалниот обвинител ќе може да го именуваат и да се замине на еден подлогогодишен одмор и да работи. А што ќе работи друго човекот? Како, на кој друг начин ќе ги собира? Логика имаше она што го тврдат делоправниците кои велеа специјален обвинител, специјален суд, нели, нешто слично на Хашкиот трибунал и така натаму, и тоа ние сепак бевме далеко од таков тип на разврска на политичката криза. Така да мислам дека имаме сериозни проблеми после оваа одлука на судот и допрва ќе имаме сериозни проблеми бидејќи ќе настапат нови и нови обиди за дерогирање на се што е договорено во тоа несекно пржина. Господин Величковски, дали сте вие изненадени? Геровски кажа на почетокот дека е изненаден. Не можам да кажам дека сум изненаден, иако единствено што остава простор вака за изненадување кај некого е брзината со која ВМРО ДПМН сака да го дерогира, така да кажеме, пржинскиот договор. Но познато ви е дека пржинскиот договор и лично и како партија сме го критикувале перманентно и практично самото негово донесување кажавме дека неговото следење ќе биде и проблематично и спроведувањето ќе биде проблематично, следењето дека ќе треба да биде многу темелно и сериозно. После оваа прва точка, значи јас ќе ги тргнам на страна емотивните аспекти. Се обидам да ги гледам политичките аспекти на една ваква одлука на независното судство, при што тука употребата на наводниците секако треба да се разбере како имплицитна. Што друго можеше да се очекува, освен дека Груевски ќе се обиде веднаш да ја, така да кажеме, намали цената на СДСМ, односно на парламентарната опозиција потписник во пржина, и како ќе се обиде да го намали кредибилитетот на процесот на договарање ако не со вакви мерки. Тоа е целта. И денеска веќе оправдано ќе започнат веднаш негативните реакции и веднаш ќе се доведе во прашање причината за враќањето во собранието и сите оние скепси кои што се јавува околу имплементацијата и кои не ја крием како таква, стануваат оправдани. Вториот дел на проблемот е што ние се обидуваме да гледаме добронамерно. Да речеме, во анализата на господинот Гировски јас гледам добронамерност. Но прашањето е следното. Дали ние ќе дојдевме во ваква ситуација, доколку овдека се занимавале со добронамерност? Доколку основната цел во политиката во овие 10 години била добронамерност. Не може да биде така, напротив. Доаѓаме во ситуација кога ние денеска живееме, економски, политички, општествено, живееме последици на 10 години погрешна политика. Нашите предупредувањата на Либералната партија беа дека не смееме да живееме во последици на погрешни ефекти од таков тип на договор. И еве го денеска тоа се гледа. Не дека желбата... Алтернатива тој договор, тој беше под покровителство на Европска унија, на Соединетите американски држави. Во ред на покровителството. Но имаше алтернатива. Беше недоброто решение што можеше да се изнајде компромисно. Не сметам, не, затоа што во основа договорот мораше да се подпира и тоа јавно го кажавме, значи уште во октомври 2014 година.
дека договор заснован на било каква, значи политичка ваква разрешница, мора да се темели на две прашања. Прво, на демисија на Груевски веднаш безусловна како услов за почеток на договарање, и второ, да се дојде до ситуацијата во која имате неопходност да дефинирате концентрациона, ние нарекувавме СДСМ преводна влада, во која преводниот период нема да биде диктиран од однапред поставени рокови и датум за избори. Напротив, една влада минус Груевски и груевизмот можеше да донесе нормален транзиционен период и да донесе на крајот на криштата до избори во кои што нема да има спорност. Ние немаме денеска, значи не може да гледаме дека треба да ставиме една партија, да речеме, или сите членови на една партија на обвинителна клупа. Не, мислам дека напротив, многу јасно треба да се лоцира одговорност. Таа ние лоциравме во Груевски. И во тие причини, значи подсетувам се, создаде една огромна енергија. За таа енергија објавувањето на бомбите несомнено ја даде. Но потоа, кога вие ќе влезете во сите подривања кои што во самиот процес се правеа од страна на ВМРО, ДПМН, ДУИ, ДПА, значи ние цело време до сега зборувавме за ВМРО, ДПМН. Тоа се коалициони партнери. И обидот да парламентарната опозиција, подписник на пржино, биде внесен во споделувањето на одговорноста, беше практично и обид за споделување на одговорноста и за нешто што било до сега направено. Бидејќи ќе споделувате одговорност и тоа како да го санирате направеното. Од тие причини ги изложив сите резерви. Ако немаше договор, ако СДСМ не седнеше да преговара, што требаше? Требаше граѓанска војна да има, не знам. Не. Како ќе се разреши ситуацијата? Напротив, вие може да почна кампови да се прават. Може да применувате техники. Митинзите, значи како такви, зошто присуствувавме ни на митинг? Не праша дали ќе поддржите. Фуѓе, значи ние сега дали ќе одиме на митинг против една ваква власт и дали ќе го поддржиме. Да, а дали ќе бидеме во прв ред или во последен, како ќе се договориме, кажете. Но за тоа нема потреба да не каните. Но втората работа е, кога ќе добиете енергијата, еден таков собир, кога ќе добиете една амплитуда која што се јави, не можете потоа да ја трнете на страна и да се обидете со, ајде да кажеме така, меки дипломатски решенија, тоа да го терате. Поддршката на меѓународниот фактор во институционалното решавање е сосема во ред. Доколку извештајот, например, станеше практичен дел од агендата. Вие денеска имате буквално бришење на сите тие аспекти. И затоа мора да реафирмирам една изјава што имам кажано. На подпис на Груевски јас не му верувам, подпис печат и заверено на нотар. А ние го славевме, значи дел од опозицијата го славеше тој договор како триумф. Не можам да се согласам со такво нешто, затоа што последиците од состојбата што се јавува после таков договор ги носиме сите. Невладин сектор, политички партии и така натаму. Се извинувам што сум малку поекстензивен, но проблемот е во тоа што ние мораме да ја бараме политичката логика на постапките на Груевски. И ово исто така сметате како негово зголемување на влогот во следните постапки. Заради тоа имаше според нас прашања кои што првично требаше да се постават како услови за после да може да се договараме. Еден од условите, значи кој што не би го ставал како предмет на преговори, туку дефиниран услов е промена, да речеме, на изборен модел. Но тоа е сосема друго прашање, да не ја одлекувам темата сега на почеток. Геровски, се сомневате дека ќе пропадне целиот договор. Грешка ли беше што се седна на преговори да се на овој начин да се разреши политичката криза? Имаше ли поинаков начин всушност? Јас тука имам малку различно мислење, не многу, малку различно мислење од тоа што господин Величковски го кажува. Значи ќе реплицирам со неговата логика која вели ајде да престанеме да разговараме со добри намери, да разговараме за она што е политички можно и политички реално. Опозицијата во целиот овој период до битна промена на политичката ситуација се дојде практично од моментот кога опозицијата одлучи да го бойкотира парламентот и кога, нели како што велите, го зголеми својот влог во приказната и всушност така дојде до предизвикување на посериозни политички криза. Причините поради кои дојде до бойкотот за мене се позначени од самата акција, бидејќи и тие важат и денеска на денот кога опозицијата влезе во парламентот. Тие избори мора да се бойкотираат дури пред последниот ден изборен и претходно, бидејќи беа катастрофални, и тоа е веќе општо познато место, нели, позната работа, и денеска тие причини се уште важат.
тука се согласувам со Величко, дека имавме ние сериозни проблеми и за тие сериозни проблеми беше релативно едноставно да се смислат решенија, меѓу едното од решението е, како што вели господин Величковски, неотповикливост на премиерот. Само тоа лесно се каже. Проблемот е како да го натера да човекот да даде оставка, бидејќи од другата страна имате политички фактор, реален, кој на украдени избори, по нив реални избори, значи со реален резултат, вели јас имам за себе 500.000 гласачи. И ако внимателно ги слушавте брифинзите, веројатно вие сте ги слушале странците, ние не можеме да го рушиме овој човек кој за себе има гласачко тело. До реалната промена, со еден подобар изборен модел се согласувам апсолутно, може да се дојде само на избори. Кога беше таа насобрана енергија која бликна во протест, првата одлука, реална одлука на луѓето што ги организира протестите беа дека тие ќе бидат мирни, ненасилни, дека нема се влегува во владата и дека нема да се прави некоја, да речам, насилна џирултија, после која ќе настапи, не знам, состојба на некаков државен удар, пуч реално, после која нели тој што ќе влезе во владата после 2 дена јадење, пиење, веселење, ќе мора да излезе надвор. Тоа беше реалната слика на теренот. Нема денеска такви ситуации во кои вие можете да ука-бука и на тој начин, без избори, на зелена маса, со трик, со одличен предлог, со гениална идеја, да му го земете гласот на некој што го добил на избори, макар и фалсификувани. Кога стана јасно дека нема, и тогаш, пазете, ниеден, имаше многу луѓе што велеа, треба да се оди радикално, треба да се оди со булдожери, треба да се... Кај беа тие луѓе? Кај беше таа енергија да се насочи во некаков тој тип на радикална промена, која јас мислам дека би бил погрешен. Не се случи такво нешто. И во такви околности нормално е да се преговара. И повикот, ангажманот на меѓународната заедница во овие преговори, да се сетиме, беше меѓу другото и барање на опозицијата. Пак е речем оправдано, бидејќи не е доволно со Груевски се разговара ни на нотар, ни со подпис, кратому мора да се разговара со 5 сведоци, од кои 4 мора да бидат странство. Да бидат колку толку неутрални. Договорот од пржина, и јас сум го критикувал, и процесот на договарање не беше среќно решение, но значеше едно битно изместување на Груевски и на ВМРО ДПМН од нивната релативно комотна позиција со која владеа 10 години. Еве, од непотврдени извори се уште, последните резултати што ги слушаме од некаква анкета на ИРИ, јас тие гласини ги слушам и од ВМРО-вски извори и од други извори подолго време, зборуваат дека за разлика меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ од 3,3% во рейтингот, што е релативно нов феномен. Претходно зборувавме за некоја дупла разлика. Сега не ме земете здраво за готово, можеби бројките се непрецизни, нетични, нема потврда катаму, но дека има битна промена на расположението, битна промена на ситуацијата има. Прашањето е според мене дека процесот не треба да се смета за завршен, треба да се продолжи со битката и како што напишав пред некој ден, сега треба да се донесе сериозна одлука, што после, не знаејќи за ова одлука да судот се разбира, ова дојде, брзината беше таа навистина изненадувачкиот фактор, блицкригов, што се случува вечерва. Јас очекувам сега веќе поучени од ова дека ќе има во наредните денови можеби некои други блицкригови, онака, некои брзи акции, нешто на брзина да се смува пред 20 кога доаѓа нели овдека Хан, комесарот, така што битно е сега да се остане на конзистентната линија на битка против режимот, без разлика што се останува во процесот, сериозните политички играчи мора да бидат во преговарашки процес. Не може да се биде надвор. Убаво се фати една романтична, поетична позиција, се каже вака, така, онака. Меѓутоа, кога ја верувам дека и либералната партија и во минатото била фактор значен, битен, или била на власт, била и со овој режим дел власта, и со Груевски биле заедно во партнерства, и кога била
факторизирана, значи фактор кој одлучува, тогаш сте во малку поинаква позиција и не можете да речете не играм ја сега, ова не важи, ова и така, не ми е гајле, не може така. Има битни процеси кои не можете да ги избегнете. Ја не гледам како би може да бидат избегнати тие преговори и кои мора да доведат до договор некаков. Значи тука се разликите практично. Прво, значи кажавте се согласуваме за многу работи, да, но и за некои не се согласуваме или различно гледаме. Прво, со овој договор, до првата фаза, до 2 јуни, практично тој се движеше, процесот на преговарање, така да го наречеме, се движеше во ред затоа што практично нудеше рушење на партискиот поредок. При тоа, рушењето на партискиот поредок не се однесува да ги срушите партиите, туку поставеноста на партиите во системот. И до тој момент, додека не се официализираше институционализирањето на опозицијата потписник, тоа имаше логика. И водеше еден процес кој што беше и многу повеќе, значи една ферментација на граѓански активизам, на свест и слично, до моментот додека ние не дојдовме во ситуација во која договорот стана рамка за опозицијата. И таа рамка денеска Груевски ја користи. Рамката која што врз основа на погрешно поставени, јас би кажал, ниско поставени летвички, рамка која што сега стана ја врами опозицијата пред се. И затоа денеска може да имате ваква одлука на судот, согласен дека ќе има уште блицкригови, при што потсетувам, опозицијата не го бойкотираше собранието, туку не ги признаваше резултатите. А сега ги призна резултатите согласно одредбите од таквиот договор и особено оној дел согласно влегувањето и споделувањето на одговорност. Заради тоа се можеби ситни мали нијанси, но основното прашање дали ние можеме да зборуваме за нијанси или се настапува со тврдите почетни позиции, бидејќи со Груевски може да играте на овој начин, како што се водеше сега, или кога играте на негов стадион, кога играте пред негова публика, тогаш начинот е да го земете голот. Јас би избрал таа варијанта. И она што е натаму битно, кога зборуваме за меѓународниот фактор. Меѓународниот фактор е истиот тој меѓународен фактор што му честиташе на Ѓорги Иванов избор. Што му честиташе на Никола Груевски избор. Не е волно, со 2 недели за доснување, но го направија тоа. И истите тие потоа, за оправдана причина, седнаа и го воспоставија механизмот. Но тоа не значи дека ние сега ќе можеме само да се водиме врз основа на тоа што може да се добие од меѓународната заедница. Напротив, ние мораме да го сватиме трендот кој што овој процес, кој што оваа ситуација мора да се изнедри. А тоа е комплетна промена на постојниот партиски поредок во кој етничките триења, како што беше случајот со фингерајот во Куманово и слично, во кој што отидоа професионални животи, такви ситуации не сме да се повторат. И одговорноста во преговарањето или непреговарањето е и да се спречат такви состојби. Тука се разликите во кои што ги имаме во пристапот. Ќе продолжиме по кратка пауза за реклами. Останете со нас, почитувани. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Како што ветивме, паузата беше наистина кратка. Мои гости се да подсетам Бранко Геровски и Иван Величковски. Господине Геровски, веројатно сега повторно ќе се актуализира улогата на странскиот фактор. Колку тие како ќе изиграат во овој период, ако предпоставувам СДСМ жестоко ќе реагира на оваа вечерашна одлука на судот. Како очекувате, многу надежди имаше за тие гарантори, меѓутоа слични беа гаранторите и на договорот од 24 декември, но до ден денешен ништо тоа не е реализирано. Може ли овој пат да биде поинаку? Меѓународната заедница, односно незините клучни представници, не знам, луѓето во Брисел, во Вашингтон, тие што конкретно работат со Македонија, значи се расправаат со нас дека на ова парче од Балканот, во принцип се бюрократи. Што мора да го сватиме? Македонија не е на агендата на председателот Барак Обама. Се сомневам дека и на агендата на масата
работна на Ангела Меркел и на другите водечки лидери во светот и во Европа, каде што инаку и постои тренд на избор на се повеќе лидери бюрократи, а не лидери поети во аристотеловска смисла, да речеме. Така што луѓето се практични странците. Постои еден феномен кој се нарекува стабилократија, нели? За нив е битно да обезбедат во оваа земја со својата политичка активност, со своите притисоци, со своите лобирања, така натаму, нешто што се нарекува базична стабилност. Тој што може да испорача базична стабилност, економска, финансиска, безбедносна, во поглед на овие емигрантски кризи и така натаму, тој понатаму во принцип нема проблем со меѓународен фактор. Долго време Груевски беше перцепиран како лидер кој покрај се испорачува базична стабилност. Значи, немавме долго време некакви драматични потреси во односите со албанците, што им е многу важно, нели меморијата на 2001 проблемите претходно. Немаме некакви макроекономски потреси поради кои би можеле освен сами себе да се упропастиме, да упропастиме нешто пошироко во регионот, како што има во Грција, како што е опасноста да се случи во Србија и така натаму. И кога вие тие, како да кажам, базични сидра ги држите добро, вие можете релативно долго да сметате на поддршка на меѓународен фактор кој многу не се секира дали ние сме демократска земја, дали ние нас овдека убаво, дали имаме слобода на печатот, барем додека не ни затворат некој новинар или кога не претепат некого. Значи, тоа е реалната ситуација, тоа е реалниот дискурс на меѓународниот фактор спрема ние тука. Ако сакаме да го смениме тој дискурс, ако сакаме нешто да направиме, мора и ние самите да се потрудиме, како во оној виц, нели, со тој човек што го молил Господ да му ја чува камилата, и Господ му сам рекол: пробај сам да чуваш камилата, врзи ја и нема потреба јас да ти ја чувам. Тоа е нашиот проблем во Македонија. Значи, проблемот е како ние... Да, но ни еден проблем не можеме без странците да го решиме, да се покажа во овие 20 години. Ако е така, странците тоа сакаат ни речат и многу често не велат, особено американците. Јас имам такви прилики, защото сепак нешто треба и самите да сторите во вашата историја. Не постојано да идеме да ги молиме странците, иако имаме ние проблем сега со еден, како да кажам, еден жесток автократ, со еден диктатор, нели, како што го нарекуваме. И тоа е сериозен проблем, каде што реално очекуваме помош од земјите кои се фала дека се извозлична демократија, кои се грижат за целиот свет и така натаму. Има во тоа и многу театар и многу лага и така натаму. Меѓутоа, од нас зависи дали ние ќе покренеме таа енергија и дали ние битно ќе промениме нешто. Сега, ситуацијата е, ако има нешто лошо, добро во ова све лошо што се случува, е што на некој начин странскиот фактор е инволвиран, е дел од договорот во пршина. Тоа е, како да кажам, нивен инженеринг. Со сите негови добри страни на тој договор, има и добри страни, тука реков нека не се согласуваме, има и слабости тој договор, и тоа баш во првиот дел, јас би нашол обратно Ивон, тогаш кога прво се договоривме кога ќе бидат изборите, а после се друго ќе се договараме, што е, како да ги кажам, тоа е шахматски позиција, после нема смисла играта, но велам, тие се дел, странциве се дел од тој договор и претпоставам дека нема да бидат многу среќни со ова што се случува сега и што ќе се случува во наредниот период. Но, за да ги убедиме во тоа, ќе треба многу да се работи, повторно да се покрене енергија кај луѓето, бидејќи ова е што ќе се случува сега е навистина на некој начин трагично. Тоа значи дека ние повторно ќе дојдеме на што велат иста мета, исто остојање, повторно ќе дојдеме во ќорсокак и практично се што се случи е бесмислено. Дали ќе успее СДСМ тоа да го артикулира на таков начин и остатокот опозицијата, не знам, граѓанскиот сектор и така натаму, не знам, не сум убеден. Значи, јас ќе бидам многу внимателен проследувач на приликите, бидејќи денеска видов многу оптимизам кај луѓето кои кога влегува во парламентот, за мојата, како да кажам, за мојот вкус, еден преголем оптимизам и преголема радост, до таа мера што на утрешната насlovна страница објавивме една шега на
овој Facebook профил странски служби, а прекрасна фотомонтажа кај што се вели Груевски ја отвара свечено ја отвара пратеничката група на СДСМ во парламентот, како една опомена дека може таа кратка радост да заврши многу неславно, не знаејќи се разбира дека веќе е вечерва, после неколку часа, Груевски ќе ги повлече првите потези, се плашам да помислам што може да повлече до утре Сабајле. Кога се разбудиме Сабајле утре, може да се разбудиме во една нова, драматична ситуација. Он е мајстор за такви игри. Сакав да ве прашам околу јавниот обвинител. Значи, СДСМ се врати денес во собрание, сите анализи велат дека специјалниот обвинител, тоа е за некои 2 недели, 15 дена од денес, треба да биде избран и дека тоа е клучниот дел од тој договор. Како очекувате да заврши тој процес, како ги оценувате досегашните разговори и преговори? Исто како и досегашниот дел од процесот, затоа што кога зборував за рушењето на поредокот, не зборував за некоја фикција и не зборував за некоја прераспоредување на политички сили како такво само, во она што го знаеме во рамки на некој политички хоризонт. Таа партија и слично. Напротив, и јавниот обвинител и изградените очекувања, специјалниот јавен обвинител, изградените очекувања околу него, произлегува од обидот за персонализација. Персонализација на битката контра владата, контра Груевски. Персонализација на опозицијата. Персонализација на супермен обвинител кој ќе дојде и ќе среди се. Не, луѓе. Проблемот е во тоа што ниту обидот за персонализација на Јанша, на Санадер и слично не заврши заради тоа што персонално му се спротивставија, туку имаше изграден механизам на, во дадениот случај, институционален, кој ги ограничи нивните права, а потоа ги лиши од слобода и ги осуди. Сега, во услови, кога ние денеска практично не можеме да зборуваме за владење на правото, имаме проблематични институции во кои кредибилноста, довербата е сведена на нула и нели сите сме едно контра друго. Во такви услови сигурно дека не можеме да очекуваме дека еден супермен обвинител, Рамбо, како сакате наречете, кој ќе дојде и ќе среди се. Уште повеќе што сите правни дилеми кои што се отвараат, кога играте во ограничен рок, до 15 септември да се избере специјален јавен обвинител. Тоа било веројатно оптимистички на 2 јуни. Но сите што ја анализирале состојбата и подписниците и оние кои барале таков тип на медијација и кои ги поставиле првичните услови, морале да бидат свесни за сите замки, бидејќи ова е политика, ова значи не е не знам играње монопол или гатање. Напротив, вие треба да знаете со што си имате работа, па горе-доле знаеме, мислам. И затоа ќе се изненадуваме од вакви првични, така да кажеме, зафрлања, кои што ќе го одвлечат вниманието, кои што ќе одземат време, а факторот време е клучен за постигнувањето на целите на оваа влада. За потоа да дојдеме до тоа, дали тој обвинител, и денеска мислам дека и вие отворивте неколку правилни прашања, дали тој специјален обвинител треба да има уставно решение? Специјалниот обвинител, какво сакате обвинение нека произведе? Тој каде ќе го даде обвинението? Во Основен суд Скопје 1, 2, не знам, во Основен суд ово или оно? Не, тоа бара и друг вид на судско одлучување. Ајде да прашаме нешто друго. Кој вид, значи, на пракса, сакате да кажеме, ќе биде употребен? Континенталниот, како што е заснуван кривичниот законник, англосаксонската правна пракса која што е воведена со праксата која со новиот закон за кривична постапка, на кој се спротивставува уште при неговото донесување. Значи се има своја причина и последица. И во креирањето на договорите мора да водите сметка за тоа каде тие може да бидат изиграни. Еве денеска кажете ми каде во договорите кои што се направени постои обврската за уставна промена која може би станува неопходна бидејќи за неа зборуваат експертите. Ако е таа таква, а таков механизам не е предвиден во договорот, формално правно, нелегитимно, но легално, Груевски ќе сака да игра, или Груевски или ВМРО ДПМН, неговите преговарачки тимови како сакате. Сака да игра на добивање време. Затоа не очекувам дека специјалниот јавен обвинител ќе биде лесно постигнато решение, особено заради тоа што каков год сакате интегритет најдете, а особено ако зборуваме значи за тоа дали треба да бидат постојниот состав на јавното обвинителство, па ако не, која ќе биде правната постапка, на каков начин тоа ќе се прави. И конечно, кажете ми рамката на делување на тој специјален јавен обвинител.
Ајде да идеме на нешто многу по-прагматично. Со кои финансии ќе работи тоа специјално јавно обвинителство? Која ќе биде пирамидата на поставеноста на специјалниот јавен обвинител, неговите асистенти и слично? Каков ќе биде пристапот до овие документи кои што се, односно до прибавените, односно ставените на располагање докази, кои што судот вели, не, дечки, тоа не е баш употребливо во правната постапка. Заради тоа, во неколку од моите настапи констатирав дека откажувањето од бомбите во еден период може би беше корисно, но на долг рок преземањето обврска, кога сте ставени во позиција на дефанзива, тоа е двојна дефанзива, значи со притисок од меѓународен фактор и дефанзива во однос 3:1 внатре во политичкиот распоред на преговорите, во тој момент требаше да биде преземено нешто друго. Сакаме да ја споделиме одговорноста. Тврдиме дека сме опозиција вака така. Чекајте тогаш. Секој ќе го преземе својот дел од одговорност. И либералната партија ќе го преземе. Но тоа значи дека битката нема да биде персонализирана меѓу два лидери и нема да биде бипартиска меѓу две партии. Во моментот Груевски ја постигна таа цел. И заради тоа ќе се обиде да диктира темпо. Затоа го потсетувам оној дел. Да го одземеме голот на страна, бидејќи на тој стадион и со таа публика во овој момент нема да може да оди лесно. Геровски Заев денеска го поврза врачањето во собранието токму со специјалниот обвинител како прва и најзначајна обврска што треба да ја донесе собранието во овие 2 недели. Но не кажа што доколку тоа не биде случај. Има некакви сугестии дека треба да се повторно да напушти собрание и така натаму, меѓутоа нема официјална потврда за Ја мислам дека они немаат одлука дефинитивно донесена околу тоа. Барем така чувствувам, немам информации. Само рече дека бомбите ќе почнат пак. Заев не ме прашува што да каже, во секој случај можете добро прашање за него, утре ќе го прашаме, што ќе прави после новаа ситуација. Но сакам да кажам нешто друго во врска со... Видите, договор како и секој друг, тоа е договорот пржено. Значи, може да се предвидат многу ситуации, но де факто, кога се договарате, дури за најбанални работи, оствари важни за луѓето, нели, да речеме купувате куќа, вие не можете да ги предвидите сите ситуации и има нешто што се вели добра волја и има нешто што се нарекува духот на договорот. Дух и наратив на договорот. Значи знаат луѓето што сме се договарале, кога ја и Ивон сме си купопродавале парче од 20 квадрати земја, да речеме. Не може сега се предвиди таму. И може да настапат милион проблеми. Сега на милион буги настапуваат проблеми, се нумеруваат со катастар, граници на парцели, настапуваат милион проблеми. И некои работи не може сега се предвидат. Но проблемот настанува кога од другата страна вие имате партнер и тука можеме се согласиме околу теоријата за голод на Величковски. Значи од другата страна имате партнер кој не почитува никаков договор, а вие треба да знаете кај тоа е таков. Значи, тоа е, сум ја кажал таа метафора, повеќе плики, како да сте решиле да седнете, да играте шах и од другата страна имате мајмун. Нема шанси да победите. Ќе ја растура таблата, ќе ви краде фигури, ќе прави се, и тоа не е игра веќе, тоа не се игра по никакви правила, тоа не може да се игра едноставно. Прашањето е што да се прави во таква ситуација. Бидејќи нема сега, ако се излечеме нивото на метафорите на ова што е реална политичка пракса, вие не можете да се тепате по улици. Како што речи самиот, не можете да правите граѓански војни сега, морате да разговарате, да преговарате со странци, со посредници, со олеснувачи, со гарантори, така натаму. Тоа е технологијата. Без разлика кој персонално ќе прави таа и да Ивон Величковски во улогата на Заев ќе се однесува на истиот можен начин. Бидејќи нема друга технологија. Не може вие да речете да го убедите Никола, се сеќавате имаше такви обиди, поетични обиди од самиот Заев. Кога ги најави бомбите Заев, ќе ве сетаме го изјави, рече тој, штом ќе опнат бомбиве, не рече опнат, штом ќе почнеме да ги емитуваме бомбиве, премиерот ќе даде оставка за 3 дена. Еве ги, помина кој знае колку денови, не даде оставка. Значи, не можете да сметате на нормалност, тоа е теоријата на Тричко, ја нарекувам, на нормалност во ненормално општество. Значи, нема нормалност во општество.
И вие имате една ситуација која е чорсока, и ако е нема друго решение освен да се мрдате, да се борите, да барате начин, бидејќи нема друго. Значи нема идеални решенија. Ние сите знаеме кој најдобриот. Еве, го спомна Иван, како да дојдеме до тоа да немаме двопартизам, да имаме нестабилна влада, а стабилна економија, стабилна политика, стабилни геополитички односи. Белгија 2 години без влада да функционира. Што и фали на Белгија 2 години? Никој не знае. Дури луѓе не знаат дека. Како да дојдеме до тоа? Многу едноставно. Одма ќе се договориме за решението. Дури биди коректен, па ќе кажеш ќе заеви го предложението решение. Мнозински изборен модел, една изборна единица, прак, никаков или 1%, да речеме минимален. И тоа ќе добиеме шарена политичка сцена, ќе добиеме политичка игра, повеќе партии. Значи има решение. И се види колку е лесно да дојдеме до решението. Ама кога ќе оставите на маса, другиот вика вамо. Мнозински изборен модел со 17 плюс за победникот. Ој ги краде фигуриве, не можеш да играш, не можеш да разговараш нормално од другата страна. Имаме сериозен проблем. И тој проблем не сум сигурен дека се решава, бидејќи не можеме да се тепаме, тоа го расчистивме на самиот почеток, кога се обидаме на собравме 100.000 луѓе, рековме, нашиот процес ќе биде мирен. Иначе требаше да се испозаколеме, нели, 80 од едната, 100 од другата и ќе видиме кај ќе заврши. Бидејќи тоа е невозможно. Ние мораме да го продолжиме политичкиот процес, политичката битка. Како? Тоа е добро прашање. Жестоко, по мојот вкус, жестоко, можеби порадикално, но ова нема да може вака да заврши. Бидејќи немаме исход. Едноставно, кризата ќе продолжи. Безнадежноста ќе продолжи. Величковски исходот требаше да биде фери демократски избори во април. Можно ли да се доведи во прашање воопшто одржувањето на избори доколку ова сценарио се оствари, доколку не се испочитуваат роковите? Ако се продолжи со пристапот на беневолентност од вака манифестиран вид, и ако се продолжи со пристапот во кој практично ние цело време имаме еден дел од, значи, од опозицијата подписник, која цело време што вели? Ајде сега одиме, добро чекај малце ќе преговараме. Ајде сега одиме, добро чекај малце ќе преговараме. Значи нема топло ладно. Луѓето ги извадија своите глави. Значи многу тука со објавувањето на бомбите, значи работите станаа јасни. Но ако денеска прашате некого што беше 18-та бомба, сигурно нема да се сеќава. Значи ние имаме процес во кој што се води амплитударно. Да, може би звучам нерационално за некои кои што имаат политичка определба. Но ајде сега да размислуваме за оние кои што немаат политичка определба, ниту се либерали, ниту се социјалдемократи, ниту се не знам ова, но во принцип не се согласуваат со оваа власт. Тие бараат стабилна политика. Значи нема јас ќе му одам на Груевски во кабинет и ќе му кажам, знаеш што, јас имам бомби. Ве молам. Тоа е цел еден процес. Прво, ако сакаме да збориме коректно низ една политичка анализа, немаме информација за ова, но дај да си направиме коректната политичка анализа. Прва бомба е Македонска банка. Значи, затоа велам, изборите не беа, резултатите не беа признати, не беше бойкотиран парламентот, не беше ова 24 декември ги изфрливме претениците. Не, нешто повеќе од тоа. И реално да се вратиме назад, ние имаме перманентна политичка криза од 2011 година. Заради тоа, беневолентноста е можна до одреден стадиум кога се повлекува линија. Груевски денеска се плашам дека се обиде тоа да го спречи. Замислете, денеска влезе СДСМ пратеничката група во собрание. Го направи ова што се случи денеска. Замислете сега, ајде, поставете се на нивна позиција, треба да одлучат утре да излезат од собрание. Мислите дека тоа лесна одлука? Но јас ги советувам што побрзо одлучат, не кажувам што. Што побрзо одлучат, што да прават, тоа ќе биде подобро може. Од тие причини јас забележувате, се водам од политиката која што ние имаме зацртано и оно што го имаме детектирано. Да навлегувам во тоа дали ќе се одложат изборите. Искрено да ви кажам, јас прво не верувам во исполнувањето на првиот услов за специјалниот јавен обвинител. Ниту верувам дека и тој рамбо обвинител да биде избран, дека ќе има доволна правна рамка да тоа се процесуира онака како што е замислено. А за цело тоа време опозицијата почнува да си дели, парламентарниот потписник, си ја дели одговорност. Значи целта е практично едно амалгамирање на опозицијата. Не сакам да го дозволам тоа. И не може да се согласам со тоа. Во октомври треба да влезат и во владата.
Па тоа е проблемот. Значи значи имаме се тумачења вакви или такви, ќе бидат во владата, ама нема да бидат власт. Немојте да молам. Која влада е без властие? Но дајте која смешна ситуација ќе се случува. Давам хипотетички илустрации затоа што проблемот е во тоа што се понижува целокупниот политички процес и се поништи една цела енергија. На министерот утре може секретарката да му дојде, да му бцне со прстот во кафето, тој да не може ништо да направи министерот за внатрешни, нели договор избран од СДСМ, а договорен со ВМРО и ДУИ. Не може по закон за работни односи, по политички договор, не може ништо. Тие луѓе се занимаваат како да се штитат од намештајки и слично, а вие гледате сега ВМРО ДПМН си ги инсталира сите своји проекти. Ајде да го видам тој јунак што ќе го употреби ветото за да спречи некој проект после во предизборна кампања. И само уште еден дел. Кога зборував за покрупна слика, создавањето на политичката нација која беше предмет и се уште е предмет на препирка што имам со, ајде да кажеме, одредени луѓе блиски до ВМРО ДПМН, иако сметам дека водам разговор директно со партијата. Политичката нација беше нешто што ние мораме да го вратиме во фокусот. Како сакате наречете, политичка нација, модерна нација, консолидирана нација. Затоа што таа е единствениот начин. Тоа е тема што отвори Пол Волер уште пред. Таа е единствениот начин во кој што ќе можете да ги надминете разликите како основа за поделба, која му одговара на Груевски. Кој оди сега да речеме, нели, иде во Тетово, иде во, не знам, во Тетовско, таму сега практично се обидува да му помогне на ДУИ во духот, нели, на нивната коалиција. Но од друга страна, тоа не значи дека комуницира со граѓаните. Напротив, сега тука е улогата на опозицијата и тука е улогата, јас така ја гледам, и улогата на либералната партија, да се отвориме кон граѓаните. Затоа и одредени грешки на кои што ги лоцираме, не може да ги премолчиме. Отварањето, сојузништвото со граѓаните, а не со политичките партии, зборам на купче, нели, 2+2, сите среќни четворица, тоа беше начинот. И таа поништена енергија, што се случи со преговарањето, со начинот на преговарањето и со постигнатиот договор, се плашам дека не сме уште еднаш да се изигра. Гировски, ќе дочекаме избори, ВАП? Не знам. Да ви кажам искрено, не знам дали ќе дочекам избори. Тоа беше првата договорена работа. Во двата пржински договора, нели, 2 во 1. Според мене, ако постоеше грешка во чекори, тоа беше клучната грешка, бидејќи дефинирањето на датумот на изборите требаше да биде, според мене, последнијата фаза не на договарањето, туку на процесот. Кога ќе имаме избори, кои ќе бидеме спремни? Ако не сме спремни избори, зашто да идеме на избори? Тоа е транзицијен период. Проблемот е што секој договор, ама буквално секој договор, граѓански, политички, правен, најбанален договор, подразбира пресек на две вољи. Нема договор без волја, без разлика што ќе напишете во него. Нема автоматски спроведување на договореното. Нема и на суд да отидете, кога се тужат две страни за договорот, ако не постои волја, ако не постои што се вели еротика, љубов, нели, се распаѓа договорот, брачниот договор да речеме, се распаѓа сам по себе. И сега видите каква е една блесава ситуација ние ќе дојдеме наскоро. И тоа сум сигурен во тоа. Од едната страна, кога имаше потребно да се седне и да се напише нешто на хартија, човекот кој беше притиснат, кој беше под сериозен притисок, и тоа навистина е така, тоа е, нели, Груевски, го направи тоа прагматично, логично. Меѓутоа, со целиот свој механизам кој го има под максимална контрола, еве ова што се случи со судот, нели? И пред ова беше најавено на некој начин кога судиката што суди во Пуч, ми се чини изјави, вели, ја не судам по договорот пржин, ја судам по законот. Значи, ви кажува едната страна дека нема веќе волја, се повлекува волјата. Нема пресек на волјата, нема договор. Јас така го разбирам, сакам да го разберам така, оно што го кажува денеска заедно. Ако нема договор, обврските за опозицијата не може да стојат. Мислам, безсмислено е. Ја не сеќам како утре може да се рече, ако континуирано, како процес, не се исполнуваат обврските од страна на едната договорна странка, тоа е власта, еве, почнува тоа да не се исполнува, како другата ќе рече, добро, ние сме фини, ние нашето ќе го испочитуваме и ќе тераме натаму.
тоа не е почитување на договорот. Не постои договор во таква ситуација. И мислам дека тоа е она што може би го мислел и сакал да го каже Заев во неговата денеска изјава, не знаејќи веројатно за овој след на настаните. Во деновите што следат, во месеците што следат, ако евентуално станува збор за месеци, ја ќе бидам прилично разочаран ако целава работа вака имаме, немаме договор со стварано, не се стварано, се тегне со месеци. Значи, во секој случај, во времето пред нас, ние ќе имаме еден процес на комплетно дерогирање на договорот од страна на власта. Одговор машки, човечки, политички, патриотски, ако сакате, да бидеме сега малку и вака патетични, на тој процес мора да биде жесток отпор и отфрлање. Неучество, непартиципација. Јас сум човек, нормално луѓе една се договарат. Втор пат, трет пат, втор пат е лажен СДСМ. Еднаш беше излажен 2013 година пред локалните избори, нели, со договорот наречен тоалетна хартија. Сега, очигледно се отвара процесот на втора тоалетна хартија, нели, двослојна, ве молам, на пазарот има максимум трослојна тоалетна хартија, таа делукс се вика, нели, и мислам дека тоа е веќе претеризам, навистина ќе биде претеризам. Треба во еден момент навистина да се рече што е доста, доста е. Што тоа ќе реши? Што тоа ќе доведе? Дека мисли малку и другата страна. Зашто ние мораме постојано мислиме што тоа ќе доведе. Што сака нека доведе. Ние само се обидуваме да ги анализираме работите. Ви благодарам што бевте мои гости вечера. Благодарам. Вам почитувани, благодарам што бевте со нас. Останете со 24 вести.